Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Еспресо со Златев и Боцевски. Вчера имавме анализа која има одлична гледаност и на YouTube и вчера бевме одлични. Извадивме, да бидеме искрени, вице ексклузивни информации. Да. Но и денеска нема да останеме покусо. Должни, како се вика, нели? Значи, денеска треба да дискутираме за неколку клучни работи околу наредната влада и околу наредниот период што следува. Оно што го знаеме во овој момент, прва работа, ајде ќе почнеме од помалку важната, барем според мене помалку важната. Не е помалку важно тоа дека во недела ќе имаме инаугурација на новата председателка на Република Македонија, Гордана Силјановска Давкова. Тоа не е важно, но оно што е важно, тоа е важно да речеме, затоа што тоа ќе биде сепак настан кој се случува еднаш во 5 години. Да. И настан кој веројатно ќе има и меѓународна покриеност и внатрешна покриеност, но она што е индикативно е дека во овој момент имаме една друга ситуација. А тоа е дека се шири наратив меѓународно и внатрешно дека Гордана Силјановска Давкова мора, која ќе ја кажува заклетвата, да се заклоне на Република Северна Македонија, затоа што тоа де факто е уставното име на нашата земја. Иако за сите нас, вклучувајќи ми и мене, колку и да ме мразат, затоа што понекогаш знам да го користам и терминот Северна Македонија, тоа е името на оваа земја. Ивица, дали Гордана Силјановска Давкова согласно законите и уставот мора во заклетвата да каже Република Северна Македонија? Таа мора да подпише заклетвата, која што е јасно усогласена. И јасно пишува Република Северна. И јасно пишува во таа заклетва, тоа мора да го стори. Меѓутоа, таа има личен интегритет, има лична совест, така што јас сум убеден дека таа ќе постапи онака како што налага незината совест и незиното самоопределување. И кога ќе кажува, има право да не го спомне Северна. Има право. Има право. Сега преседане, прв пат ќе види тоа во историјата, но она заклетва која што влегува во правниот промет е она која што е подпишана. И која што влегува во историјата на крајот на крајшта. Значи, де факто, овој наратив кој се шири и меѓународни, од Грција, но и од нашите меѓународни партнери, е неоснован. Овој наратив е неоснован и е остаток од заевизмот. Значи, таа ја сотре ја уништи Македонија. Никој нив не ги тераше да постапуваат како што постапуваат. Нивни избор беше да не стават сите во една ваква лоша ситуација, можеме да кажеме. Тие ширија наратив дека тоа само некоја си шака идиоти не го употребува Северна, меѓутоа сите останати го употребуваат, што знаеме дека не е точно обратно. Што сосема обратно, само шака идиоти го употребуваат. Па ни тие не го употребуваат, тоа е најтрагичното. И тие го употребуваат. Дури шакат идиоти не го употребуваат. Тие го употребуваат кога треба да се додворуваат на вака натака, знаеш, но генерално не го употребуваат. Знаете, она што сега ќе биде... А дека види сега, сите штети сега доаѓаат до израз, што ги направија овие во изминати 2 години. Околу имплементацијата на Преспанскиот договор, претераната имплементација на истото, очигледно една од причините зашто СДСМ во моментов е на 18 пратеници. Да. Но не една од главните причини, да не речем главна. Она што исто така е на секој наш меѓународен партнер можеме да го прашаме, извинете, но зошто ние би оделе со ваква имплементација на Преспанскиот договор, која Грција, да речеме, воопшто не се притресува истиот да го спроведува. Грција се уште тие табли ги нема наместено. Се уште пишува Скопје. Да. На истите. Ништо нема. Грција не прави ништо, а кај нас ќе биде главна тема што ќе каже председателката во нејзината заклетва, која е индивидуален чин. Точно, меѓутоа и уставна категорија, пази и законска, знаеш, онака се пишува дека да. Тој пишаниот дел за тоа не дискутира. Таму како што нели најголемите непријатели на левица, сите на левица, на Северна Македонија, меѓу кои левица сега ќе потпишат дека се пратеници на Република Северна Македонија. Па мора, да.
така и председателот ќе подпише и веќе подпиша еднаш во 2020 година сите тие кои сега ќе гракаат, нели зошто Силјановска подпишала дека е председател на Република Северна Македонија, но сите тие подпишале дека се пратеници на Република Северна Македонија, дека се кандидираат во Република Северна Македонија, во тие нивни кандидатури, во тие нивни нели документи кои ги подпишуваат, мораат и тоа и никој за тоа не е. Така што секој муабет дека е проблем сега тоа што катастар ако вадам документ, сега што да правам сега? Потребен ми е. Или пасош дека има Северна Македонија. Нема да седам дома. Да. Значи во животот има работи за кои што си практични. Не ги поднесеш на практично. Тоа не значи дека треба да забележуваме сега на професорката што ќе подпише, но кога ќе кажува, кога ќе изговара, има право и да се закашла, има кој ќе дојде тоа Северна, има право и целосно да го избегне. Крај крајва ако сака има право и да го спомне, тоа е неизин право, а има право избор да спомне само републиката. Да, има право и јасно е на која република кога ја членуваш, се заколнуваш, така. Си има методи кои ќе видиме секако, нели, ќе се одиграат понатаму. Во секој случај, мислам, познавајќи ја незе, ќе најде компромис помеѓу своите лични ставови. Притисокот меѓународен. Меѓународниот притисок и она што е нејзино внатрешно, како да кажеме. Но и она што е интерес на нашата земја, а еве сега, да бидам искрен, интерес на нашата земја е во секојдневната комуникација и понатаму да продолжиме да си го користиме терминот Македонија. Точно. Точно. Не, и она гледаш дека во својата комуникација го користи тој термин. Да. Мислам го користи единствениот термин кој што е логичен и нормален. Пендаровски во кампањата го користи. Па не само во кампањата, тој користи секогаш кога треба нешто да направи популарно. Да. Да. Ама значи за ова го заклучуваме како прашање и доколку почитувани слушатели во медиумите во наредните денови гледате било каква полемика за ова, според мене тривијално прашање, затоа што тотално тривијално, да. Тотално тривијално прашање, тривијално и јас. Тривијално е. Доручекот ти е слаб. Да. Осеќам. Па добро, може и тривијално да е многу напушен муабет, да разговараме каков нели, што ќе каже во заклетвата. Секој оној кој сака да го шири овој наратив, всушност сака да ја како се вика, да ја оттргне Македонија од реалните работи кои оваа земја треба да ги решава. Реалните работи се дека оваа земја треба конечно нормално да функционира. Оваа земја треба конечно да си го најде своето место во меѓународната политика без да изгуби по своите национални прашања, без да го загрози нашиот идентитет, нашата историја, нашиот јазик, кои не смеат да станат дел од нашите преговори со Европската Унија. Се друго, секој друг компромис, освен компромисот со наш самите, е дозволен. Така не види. Значи јас сум и токму заради тоа е се 560 и кусур илјади гласови. И на крајот од денот мене ми се допаѓа што ќе имаме естаблишмент кој веројатно нема да го користи терминот Северна. Не види. Освен во официјалните документи. Точно, и ќе бидат прагматични, значи но нема ни да влезат сега во екзибиции во ова, како се вика, меѓународно турбулентно време да менуваат, како се вика тоа. Нема да влегуваат во авантури кои што ќе ги, значи ќе овозможат прашањето да биде држано отворено, ај така да кажеме, а при тоа Македонија да не изгуби својата позиција меѓународно и овдека дома нормално да ја чекаме шансата да се објасниме околу катастрофата што не се случи со Зоран Заев. Вчера на Канал 5 имаше интервју новиот идниот премиер Ненов, се уште не е изгласан. Најверојатно идниот премиер, затоа што има огромна победа Христијан Мицкоски.
кажа неколку поенти, но најважното од се кажа дека тие ќе се обидат да стигнат до 61 пратеник пред да почнат преговорите со другите партии. Тоа значи најверојатно вице дека ќе земат некој од Ке видиме, чекај се, затоа што нели сложени се коалицииве, нели? Малце шарени се. Пример, ДУИ има коалиција во која имаш и турски партии. И СДСМ има интересна коалиција. Да, но мислам дека во СДСМ многу малку од коалиционите партнери влегоа. Освен како се викаше освен ЛДП, мислам дека друг и нема у тие 18, извинувам. Да. Не има. Не. НСДП има, да. Каде? Мислам дека не влезе. Мислам 20 влегоа. Зашто беа на второ или на трето место беа од НСДП. Минорната партија според Ковачевски. Јавно така ги нарече. Но неважно, кажам искренски дека ќе се обиде преку уште некоја политичка партија да стигне до 61 и потоа ќе почне преговори со целата опозиција, со сите кои досега нели беа опозиција и ќе види што ќе се случува. И тоа е окей. Понатаму втората негова поента. Види, сега дека една работа која што е да, двајца имало од НСДП. Сигурен сум дека двајца. Двајца од НСДП и еден од ЛДП. СДСМ има 15 пратеника, значи. Да. Сега вака. Една работа да го пофалиме, ајде, Христијан. Тука често знаеш ти да ми искараш дека сум како се вика тоа? Престрог кога зборуваме за него. Вели професора се, он е строг, треба да трпи строгост, нели, кога доаѓа од други кругови. Значи, досега се сеќаш пред 6 месеци баш дека во емисијава дури цели серии посветувавме на тоа околу коалициониот капацитет на ВМРО ДПМН. И нели беше обвинуван ВМРО ДПМН дека нема коалициски капацитет. Дојдовме до ситуација каде што најинтристичка партија во Македонија е ВМРО ДПМН. Ајде му објасниме на слушателите што кажувам кога го кажам и што значи коалициски капацитет. Значи најчесто вие политичкиот спектар може да го представите на една линија или пак на еден како да наречем полукруг. И на таа линија крајните, тие што се на крајевите, не можат меѓу себе да коалицираат. Нели затоа имаме крајно лево, крајно десно. Не е тоа секогаш врзано со тоа како некој себе си се прогласил, дали некој за себе рекол дека е крајно лев или крајно десен. Тоа може да биде сосема произволно. Кој се наоѓа на едниот пол, кој се наоѓа на другиот пол. Во Македонија, во моментов, буквално во самиот центар на политичката сцена е ВМРО ДПМН. Зошто? Може со сите да коалицира. Дали ВМРО ДПМН може да коалицира со ДУИ? Може и ДУИ дава отворени понуди. Дали може да коалицира со коалицијата Вреди? Може и веќе е склопена коалицијата. Дали ВМРО ДПМН може да коалицира со Знамена Максим Димитриевски? Може и од таму доаѓаат сигнали. Дали може и со Левица? Без никаков проблем може и со Левица, без разлика на целава збрка, кој да наречеме. Дали може да коалицираат и со СДСМ? Не само што може, туку нели Заев најавуваше дека такви нешта се веќе договорени. Значи, која е политичката партија во Македонија со најголем капацитет? ВМРО ДПМН. Која доведе тука, ја доведе лидерот. Ајде да одиме понатаму. Може ли Левица со СДСМ да коалицира? Не може. Или со ДУИ? Не може. Може да направи Левица глупост заради свој наратив да ми се сретне со наративот на ДУИ, ама не и да коалицира со нив. Може ли знам да коалицира со СДСМ во моментов не? Ни подразно. Со ВМРО може. Да, сакам да кажам, значи кога го цртаме ова, можеме и полидимензионално да го цртаме, не е битно, меѓутоа тој што е во центарот, тој е оној со најголемиот коалициски потенцијал. И сега знаеш што ми е криво, Љупчо, затоа што ја не сум толку педантен, не ни придавам значење на сите оние дебати, нели, кај што учествуваме јас и ти. Или седиш и ги слушаш овие тези.
И се обидеш пак да им го нацрташ. Валјда јасно беше ова што го цртам. Така. Знаете, значи, големите мисли од малиот мозок, ќе ти ги кажам. Значи, прво, на социјалните мрежи и две политички партии во Македонија заговараат дека ВМРО не треба да го има за партнер Влен. Да. Прво, зошто ВМРО е природно да отиде со Влен во коалиција? Прво, идеологија. Мнозинството од Влен се конзервативни десничарски партии. Да. Партијата на Таравари, Алтернатива, Беса, 3 од 4 партнери се конзервативни. Сега изедничите, не може да кажеме дека доаѓа од таква, он е малку по политички прагматичен, но и тоа е некаква форма, сега не може да дефинираме. Не може да кажеш ни дека е левичар изед. Меѓутоа, овие три партии, Алтернатива, Беса и Алијанса на Таравари, се конзервативни партии, се десничарски партии. Не го крие тоа. Идеолошки тие застапуваат Точно. десни вредности, какви што застапува и ВМРО ДПМН. Таа коалиција е природна поради таа причина. Втора работа. Муабетот дека ВМРО ДПМН треба да направи влада затоа што има математичка можност да направи влада без албански партнер чекај. Значи пред да доеме до таму сакав прво ова да го расчистиме. Е целосно лудило. Извини, морам да го кажам ова. Зошто го тврдам ова? Во земја во која што помеѓу 25 и 30 пратеници во собранието доаѓаат од албанска етничка припадност, да направиш влада без албанци е исто како во Велика Британија да направиш влада без поддршка од Шкотска. Иако тоа е федерална држава. Не е федерална, не ти е добра паралела. Ајде идеме вака сега да кажеме. Значи, во секоја држава покрај тоа што постои устав, закони и така натаму, постојат и уставни конвенции. Ти го зборуваше тука со професорката која бевме ти текнува. Да. Фактички днес да си го научил, као и јас од сега што да правам таму. Да. Што е уставна конвенција? Значи начин на кој што функционира системот, начин на кој што нешто да се Непишано правило. Непишано правило, браво. Јако професор, кажеш браво. 10 седи. Да, седи 5. Не, мислам дека уставна конвенција научив од не научив од Силјановска, да бидам искрен. Добро. Што е уставна конвенција, после ми текна. Научив од оваа што беше за правда министерка од Рената Десковска. Од Рената Десковска се научил што е. Добро да е сега тебе ти предавала таа, мене ми предаваше Силјановска. Да. Ај се да се дообјасни. После ми предаваше на политички систем. Да се дообјасни се што значи тоа. Значи, кога Македонија стана демократска земја, сосема природно и сосема нормално и сосема очекувано во земја каде што 1/5 до 1/4 од населението припаѓа на една етничка заедница, која што концентрирано живее на една територија и која што на тој етнички принцип бира своји представници, дека таа мора да има и во власта, не само во собранието, представници кои што добиле изворен демократски мандат. Кога тоа се пресече како како начин на кој што ќе се одвива во иднина македонска демократија. Се пресече после првите избори во 90-та година. И владата на Клјусев имаше албанци кои што беа на некој начин потврдени од првата. Ама не може, од значи, ПДП. прво, Значи, дали тоа го направиш... Чекај. Дали досега имало влада без партија која што добила изворно гласови од албанците од Македонија од 90-та до денес? Немало. 34 годишна демократска историја. Не може тоа да го запоставуваме. Тоа е едно. Второ, здраво ли е да нема? Не е нормално. Тие значи, луѓе мора да бидат застапени во системот. Па нормално. Зборуваме за третина од нашата земја. Ако викате дека ова го нема никаде, ако викате, ај проверете, има една земја се вика Швајцарија. Не зборам за федерално ниво. Во Швајцарија скоро сите кантони се поделени. Значи етнички и религиозно се исти. Значи во Швајцарија кој одиш, кантонот е или католички германски или француски протестантски, знаеш, нема. Но 2-3 кантони се мешани малку. Таму кај што се мешани дури имат и специфични изборни системи да не биде надгласано малцинството. Како што е во Босна со хрватите, нели, кога гласаат. Значи кога се бираат представници, се внимава да бидат избрани представници од малцинството, да не бидат надгласани
и потоа да додат во владата. Идејата сега во моментов да имало влада, затоа што имаме ние најад половина, па сега да имало влада без албанци, извинете, не е опасна идеја и е глупава идеја и не оди никаде. Значи лекциите треба да си ги учиме во Македонија. Дали пречи реториката на Дуи, пречи реториката на Дуи. Дали понекогаш и вреди влегува во таква реторика, влегува во полоша реторика. Врска немам што сака со таа реторика. Меѓутоа, види, не е здраво е. Види се. За нашиот систем сега да правиме глупави експерименти. Морам да бидам вака сега доследен кон нашите слушатели, кон себе и да им пресочам, да им предочам еден сомнеш кој го имам јас. Вие како сакате, така толкувајте си го сите. И ти, Ивица, и слушателите. Шо е сега? И слушателите и сите политички партии во македонскиот систем. Ова морам да го кажам. Кој е? Затоа што обично сум, нели, секојаш базиран на факти, овој пат ќе бидам базиран на две работи. На емпириски заснована интуиција. Историски заснована интуиција. Во овој момент, од сите парламентарно застапени партии, ние гледаме тие што се надвор на парламентот. Две партии се противат на тоа Влен да биде дел од идната влада. Кој? Дуи, затоа што сакаат они да бидат дел од наредната влада, и Левица која нуди јавно веќе преку нивните официјални настапи, соопштенија и така натаму да се прави влада без албански фактор. Тие му нудат тоа на ВМРО-ДПМН во моментов. И велат доколку него прифати ова наше во ВМРО, тие се одработуваат за албанскиот национализам. Тоа се двете партии. Од кај го вадат па ова па се? Значи, тоа се една луда серија имаат од периодов, значи тотално непотребно. Дуи, затоа што сакаат они да бидат, и Левица затоа што го наметнува овој популистички наратив. Сега јас ќе бидам вака доследен. Ова поклопување е веќе трето. Прво се поклопија во пописот, кој Дуи не сакаше да успее, а Левица го бойкотираше, односно кој Дуи сакаше да има помалце македонци, кој Левица ги повика да бойкотираат и на крај се сега заведени како етнички неидентификувани луѓе. Тие што бойкотираа од Левица, тие пак ги имаат, влегува во бројка, затоа што се пронајдува преку пензиски здравствен систем и така натаму МВР, но се идентификувани како луѓе кои немаат нација, кои немаат етничка припадност, извинувам, нација имаат. Второ, се поклопија при бојкотот на председателските избори, каде што двете раководства тивко заговараа бојкот, не гласа, појкува дека нема да земат ливчиња, и ова е сега трето. Влен да не влезе во влада, од различна причина, едните затоа што тие сакаат да бидат на местото на Влен, а реално и другите затоа што тие сакаат да бидат на местото на Влен, но сакаат да направат и една етничка дестабилизација на оваа земја, која ќе значи дека на крајот етничките дестабилизации се знае кој добива, Дуи добива. Да. Ама не, ова не е од памет. Види, што го прави дали се координирани? Боже сачу. Ама види се. Ама боже сачу. Трети пут е ова. Ма од глупост бе, види. Ама глуп си еднаш. Глуп си два пати. Трет пат си преглуп. Искрено. Знаеш. Ако влегуваш од нечи наратив 3 пати, тогаш толку те бива. Ја морам тоа да ти го кажам, на сите да го кажам, па сега вие мислете си, почитувани слушатели, има едно прашање, Ивица вика, го видовме Ивица на слика, вика со Силјановска, со Жидаси и со сите, која му е улогата таму. Да се фотографирам. Не, Ивица е студент и добар, да. Со години на Силјановска, добар познат. Од 1996 ја познам како студент, а понатаму бев и постдипломец. Таа одлучи во оваа кампања да се консултира со паметни луѓе и затоа стигна до оваа бројка се, што да ви кажеме друго. Се да бидеме вака доследни. Не, ама ај се да си кажеме реално. Да. Значи идејата да нема албански партнер во власта, не знам кој е, ти кажав, знаеш, како ти кажам, јас па не обрнувам внимание, ја тоа гледам ко фолклор политички.
Сега, некој си нема... Ајде да бидам по-конкретен. Го гледам како фолклор политички на маргинални сили во Македонија. Добре, сега Дуи не е маргинална сила, сега Дуи е на власт много Ама види, долго. и чекај сега, едно тоа, меѓутоа дури и Дуи, кога оди во опозиција, како се однесува? И кој има закана да отиде во опозиција, бара конфедерации, кантонизации, бара, не знам, шо бара тамо. И влем бара Албанска академија на науки и уметности, некои такви Значи, работи. такви некои, како да ги наречеме, идеи кои се ставаат во моментот кога немаш шо да пласираш. Таква идеја е и тоа, ајде сега ќе правиме влада без албанци. И многу убаво звучи вака кога ќе видиш седнати вака во кафана за пиени после трета чашка. Како бе ќе правиш влада без албанци? Па еве после трета чашка што све не се прави. После трета чашка Ја не и се после чуми трета чашка не правам влада без албанци. Добра магле и сега. Ја после трета чашка го поништувам Преспански договор, се тоа е Да, тоа е друго, тоа е побитно, да. побитно е тоа. Побитно е тоа, да, заборев, да. Или нешто такво, сега ти Нешто такво, да, после трета чашка. И имаш многу попаметни работи дури и после трета чашка сега. Некам земјава и днината на моите деца и днината на албанските деца во оваа земја да ја ставам под знак прашалник поради нечии политички лудила и фобии. Како тоа? Да сакаш влада без албанци е исто како да сакаш влада без македонци, нешто Дуи го сакаше. И го правиш. И го правиш, да. Ама не па. Значи сега убава ти е паралела. види сега да бидеме Убава ти е вака паралелата сега. за да Значи, бидеме вака искрени. Да има- сакаш види влада сега. без албанци е исто како да сакаш да имаш министерство и државни институции како што сакаш и имаше Дуи во кои нема македонци. Дали ја сакам? Кој не сака? Да живее во подобра земја, така? Ама ова е таа што има. Не бе, не ми менја мене Да. И кој сега, што е етни. а на крајот на криштата види се, во таа реалност јас сум израснат. И ја од кога знам за себе бе, претпоставам дека и во твое време бе, кога имаш само една телевизија, комунизмот. А идеше дневник на турски, дневник на албански, дневник на македонски. Во комунизмот беше така. Види, јас сега вака да бидам искрен. Ја доаѓам од етнички прилично чиста средина. Да, хомогена средина. Хомогена Која е средина. таму. Доаѓам од Кавадарци. Да. Во Кавадарци, освен македонци, турци и роми имало сега. По некој. По некој. Добро се. Процент. И срби. Да. Генерално ова се етничките заедници кои живеат у Кавадарци, од кои 98% се македонци, другите се 2%. И тоа сите. срби главно бракови, нешто таква работа, Па веројатно. не, има и од Автохтони, тешко таму. колонисти. Се наоѓаат у близина од селата. па Тоа се интегрирано преселиле. е до сега сигурно. Да. Генерално не постои никој што е србин до ден денес. Да, да, да. Што у 3 генерации 3 пати се женеле со македонци, така што правеле брак со македонци, така што тие се веќе де факто македонци. Да. Како да кажам. Па се, убаво кажуваш. Ромите се прилично така во Кавадарци. Океј, луѓе кои се нема некоја посебна фобија кон нив, нормално дискриминацијата е проблем кој што е сегден, но се надминува некако сме имале и проблеми со дискриминацијата, но сме имале и убави примери нели со ромите. Сега мислам дека е уште подобра ситуацијата во тој град. И со турци исто немало некоја посебна некој посебен проблем. Сега, ја прв пат сум видел албанец у 5-то оделение кој ме донели у Скопје на лекар, сега како да ја кажам. 4-то оделение, 3-то, така нешто. Сега, искрено се изборам. Ја не сум видел албанец претходно. За разлика од тебе, не сум пораснал со албанци. Но тоа не е причина. Знаеш, сега, не е причина. Сега јас Ама не, јас сум го на рекол 100 тие луѓе пати. да им да речам, сега види, нема да има влада, они нема да бидат застапени, ние сега нив тука ќе ги понижуваме. Нив сега, ние овде ќе ги, како да кажам, ќе ги ставаме во подредена улога. Албанците имаат право на оваа земја исто колку што имаме и ние. Точно. Албанците придонесуваат за оваа земја процентуално колку што придонесуваме и ние. Точно. Негативните примери и обидите што сакаше Дуи да ги направи, да потишти цела една етничка заедница, тоа сме ние македонците. Не само ние сите. Ние, Дај се да бидеме искрени. ние
не само што не смееме да ја направиме, штетно е за нас да ја направиме. Значи, прво покажува дека ти си злобен човек, доколку го сакаш тоа. Покажува дека ти си психопат човек, затоа што сакаш некому да наштетиш. Покажува дека ти немаш обзир надвор од себе. И на крајот, во Случаите што случаите, зборуваме или за некој покажува кога е дека само си- живник, точно. егоцентричен манијак. Така е. Така. Не може ти цела една етничка заедница да ја политички да не ја застапиш. Апсолутно. Кога не ја, Апсолутно. доколку го сакаш тоа, имаш проблем со сам себе, кој не е Види. политички, Не, има ама друга не, димензија. ајде знаеш, да како бидеме ти искрени. објаснам. Ајде да бидеме искрени. Со тебе сум се карал за таа тема. Да се ВМРО и СДСМ партии кои што албанската заедница во Македонија ги препознава. Во моментов не ги препознава. Како Види, партии каде што освојувале гласови албански. ама едните не и другите. освојувале во процент кој што кажува дека таа заедница е застапена. Преку Така нив, е. така ли е? Така е. Се, ајде да бидеме искрени. Дури и сега. СДСМ имаш и подпредседатели Ама џабе. албанци и све. Значи, кога го гледаш бројот на гласови, дали таа заедница ги препознава? Не Во ги моментов препознава. не ги препознава. СДСМ проба се, мора да им честитаме. Добро, на проба и тоа. ВМРО 2017. Па и сега И пробува. сега пробува, се обидува, но дај Боже да дојдеме до моментот кога на вистина ќе имаме она граѓански национални партии, го немаме тоа во моментов. Се опфатни. Така што работата се решава на овој начин. И сега, некој тука да заговара власт без тој, ти викам, мене индикативно ми ова претерано поклопување на наративите и мислам дека дуи преку сериозните пари кои ги украде од овој народ, македонски, албански, турски, влашки, српски, хрватски, Да. еви бугарски, ги ставиме нив у уставот на радио лидер. Кој бе, ајде сега. И па добро, секоја краделе, има 3000 луѓе се декларирале како бугари од државата. До тие 3000 стигнало крадењето тешко. Па и од нив украле се, а и тие нешто придонеле во буџетот се. Не, види, така но ова да е кажеш. пресериозна тема и мислам дека редно време веќе еднаш кога да ја затвориме, луѓе. Значи секој оној кој што тргне да исклучува било кој на Балканот заврши како што заврши. Секој оној кој што тргне да прави големи држави на Балканот на крајот заврши со намалена негова држава и со трагедии неговиот народ сисери од вековни огништа. Им се случи тоа и на албанците, и на србите, и на хрватите, и на бошњаците, и на сите. Значи секоја авантура за правење големи држави завршува трагично на крај за твојот народ. И на грците им се случи тоа. Ај сега да кажеме. Колку грци има во Малазија? Каде имало повеќе Измир грци? беше грчки град. Па не бре Измир, Атина. Значи пред Измир да пропадне, пред да пропадне грчката заедница во Измир, не знам дали знаеш. Атина имала помалку театри, помалку весници на грчки отколку Измир. Замисли кој економски центар бил Односно тоа. Смирна на грчки. Смирна на грчки, така Измир е сега на турски. Смирна до 1920 година е најголем грчки културен центар на светот. Еден грк нема таму денеска. Тоа е цената на правење големи држави. За голема Бугарија да не зборуваме каде заврши. И голема Унгарија, еве, сега си цртаа тоа, не си носат шалчиња со... Ама тоа е тоа. А пак голема Германија па да не ја збориме сега. Тоа како заврши цела Европа. Значи, лекцијата е научена. Лекцијата Европа како научи. Дигни ги границите, сите нека соработиат и ќе биде, види, токму затоа сакам Европската унија. Ја кажа во една емисија, сега се мита во имаше ли поголема Македонија од Југославија? Немаш. Имаше ли поголема Словенија од Југославија? Поголема Србија од Југославија. Поголемо Косово, бре, дали имаше од Југославија? Еден косовар негова беше Љубљана и Гевгелија. И Београд. Тоа е Европа сега. Тоа е идејата. И затоа треба Бугарија да го крене ветото и Македонија да влезе. Тоа е глупоста на Бугарија претходно на Грција. Зошто на пример не ставаше вето Италија на Словенија и на Хрватска? Можеле тек замисли се Грција што нам ни направи, тек Италија што можела да им направи на Словенија и на Хрватска, или Австрија или Германија. Зошто не им го направи? Затоа што гледаат подалеку од носот. И ајде сега да се вратиме ние на темата. Реалноста во Македонија таква каква што е. Една од гаранциите дека види,
една од трагедиите на Али Ахмети, и токму заради тоа зборуваше глупости, дека он тргнал да прави голема Албанија, па после како завршил? Завршил да прави, како беше он говор негов? Се збуни нешто човекот. Тргнал да прави голема Албанија, па на крај се борил за правата на албанците во Македонија, нешто така збореше. Со зачинувањето на Македонија во НАТО, заврши голема Албанија. Нема, види се. Прво, знае се како кога се наративите во однос на владаве и етничкиве заедници. Прво почна дека ВМРО нема коалиционен капацитет. Се сеќаваш на тој наратив. Тој беше на почетокот од годинава. ВМРО нема коалиционен капацитет, нема со него да одат албанци, они да ќе победат, ама нема да имаат 61 и џабе ќе победат. Тоа беше првиот наратив. Сега одиме, чекај се. И тој наратив тлееше. Има некои луѓе што до некни веруваат во тој наратив, но на денот, еден ден пред вториот круг на изборите, пред парламентарните риди, 2 дена кога отидоа и се видоа Мицко си ги таравари, вака јавно си подадоа рака, тој наратив пропадна. Вториот наратив кој потоа се заговараше, џабе е се ова, никој во Македонија не може да прави без Дуј влада, Дуј секако ќе бидат пак главни, се менја само кај македонскиот партнер, они ќе продолжи крадењето, па Артан Груби сите ќе ослушаме и Бујар Османи. Гледаме и дека тоа не е реалност, така? И тој мит се сруши. Ните Дуј, нит има влада без, нит нема влада без Дуј, нит пак како се вика ВМРО нема коалиционен капацитет. Сега доаѓаме до третава работа, третата забелешка, а тоа е третиот наратив. Аха, ама сега ВМРО ќе ги земе овие влен, па шо има они да прават влада со албанци, може да прават и влада без албанци. И тоа од истите кујни се сервираат истите работи. Ти си мал, дали се нема шанса да се сеќаваш, овие што се ноце повозни ќе се сетат на Рахман Марина. Добро. Рахман Марина беше пример за нешто што го викаа србите поштени албанец. Шо е ова? Значи си бираме ние еден некој, така? Да, и ние си го бираме. Не они, ние си го бираме, така? Тоа е тој. Тој е нормалниот, другите се ненормални. И, например, он имаше историски изјави. Например, на Косово протести невидени едно друго, излегува и вика, им вика на хрватите, на словенците, на меѓу македонците имаше па некој разумен, исто што ќе каже, меѓу босанците исто ќе каже, бе, дај, не го прави ова Демек Милошевиќ. А Рахман Марина тоа одговара, не вика, зашо вака зборувате, вика, нашиот народ, вика, се противи, вика, на вакви муабети, и овие сите гледаат се што таму гори од протести едно друго, овој вика, народот, вика, е со Милошевиќ, не е со тие што протестираат. А ако сакаме таква работа, тоа лошо завршува, го научивме тоа. Не бива таа работа. И демократија е. Во демократија сами си ги бираме своите представници. Ајде да идеме понатаму. Кога рече Мицковски влада без албанци? Никогаш. Александар Николовски подпредседател, така? Еве, го кажам што најдолго е подпредседател, има и други подпредседатели. Не, ама знаеш како они и со Таравари беа во конфликт кога отиде во владата, но никогаш не рекле влада без албанци. Да. И види, и ако рекле, овде ќе сме ги шљакале, како да ти кажам. Не само тоа, него ајде идеме понатаму. Сега, ти текно ја и ти го објавивме тоа, не избрзавме. Да се направеше новото парламентарно мнозинство после 2021 година. Кој ќе беше премиер? Албанец? Африм Гашин или беше? Не. Арбен Таравари. Таравари, да. Која ќе беше најголема партија во таа коалиција? ВМРО помене. Епа. Малите мисли од големиот мозок и постојаните спинови сега кулминираат, знаеш како? И на крај гледаме дека некои кои тврдат дека се македонски патриоти имаат ист наратив со Дуј, нека им служи на чест, а ние одиме со кратка пауза по која се враќаме да привршиме со емисијата со уште некој така ексклузивен детал, ексклузивна анализа за тоа како ќе не изгледаат институциите во иднина. Ивица, Мицковски има една најава и барање за двотретинско мнозинство за да се смени организацијата на владата. Односно, да има нови министерства. Предвидува Министерство за енергетика, предвидува Министерство за спорт и предвидува
трговијата да стане дел од Министерството за надворешни работи. Ова последното нарочито ми се допаѓа затоа што е модел во Велика Британија. Во делот на енергетиката ние сме една од ретките земји во Европа која нема Министерство за енергетика, а самите знаеме дека енергетиката е, видовме нели колку важен дел од нашите животи е енергетиката во изминатиот период. Сега оној дел со демографијата е идеолошко барање на ВМРО-ДПМН како конзервативна партија. Да, Значи, тоа се новите тие. Ја еве, доколку треба некој ми даде право да ставам вето, на тоа би им ставил вето, затоа што сепак тоа е. Но, или пак, доколку има за демографија, таму да стави имиграција. Знаеш, Да. ако веќе сакаме да го направиме идеолошки неутрално тоа министерство. Во однос на другиве работи, се навистина според мене оправдани. Особено во делот на енергетиката и особено во делот и она исто му е добра теза Види, дека да бидам искрен, значи сега тука сум малку скептичен дека ќе успее таа работа. И тука се сгреши на моментот кога се фиксираше системов на државна управа со министерствата со закон што е двотретински. Имаше еден период кога тоа беше малце поинако. Имаше еден период кога како да го кажам се, кога секоја влада имаше можност со просто мнозинство да го реорганизира системот на државна управа. Разбираш? Треба да има флексибилност сега. Точно е, владава мисли дека некој секторот енергетика, што се наоѓа под министерство, дозволи. Енергетика и рударство се наоѓаат во Министерство за економија. Ај сега тоа да биде министерство. А трговија исто е таму, ај ка ставиме МНР. Ме разбираш? Значи, ја мислам дека... Да, но тоа е со проширени ингеренции. Пример, тоа, не, тоа Министерство за енергетика би било и... Епа како би било одговорно и за МЕПСО, би било одговорно и за ЕЛЕМ, кои сега се држава во држава. Не може како се. Како ќе биде одговорно? Ќе биде на тредор? Не може. Тие се посебни органи на управа. Не бива таа работа. Треба тука да се... Не, значи, ја мислам дека треба да има власта некоја флексибилност. Сега, дали ќе успее во ова, не сум сигурен. И мислам дека власта која што доаѓа не треба да биде околу ова нешто посебно Фиксирана? не. Ја мислам дека... Не, затоа што види. Дали си имал Министерство за енергетика или немал, не ти менува ништо дали ќе функционираш како што треба. И сега трговија под МНР во ред е и тоа, ама не знам, некако МНР си има една убава политичка црта која што ние стално ја запоставуваме и затоа доаѓаме до вакви работи. Ајде се преспански договори. Па знаеш како МНР во Македонија ја третираат исклучиво како и ја ќе бидам малце критичен кон целава оваа работа. Во Македонија МНР ја третираат како една зачмаена бирократија на некакви луѓе кои таму седат и водат некаква политика на која на никому не му е потребна. Да бидеме искрени. Ама види. Ние сме премало. Ако гледаш, ај се да укинеме цела државна управа. Ај се колонија да не викам да укинеме цела државна управа, туку викам дека таму освен тоа кој ќе го седне задникот во амбасадорска позиција и во позиција таму некаква во МНР. Па и тоа е битно. Таму треба таа институција да се прилагоди на тоа да решава реални проблеми на оваа држава, со увозот, со извозот. МНР треба да стане и сервис на нашите компании кои извезуваат во странство. Зошто да не? Не. Да, меѓутоа тоа така не иде сега, знаеш. Ај сега сме го ставили трговија од вакви, одеднаш ќе станавме сервис. Не иде тоа така. Епа ќе стане полека, ќе се прилагоди системот. Затоа што и еве сега ти си бил амбасадор у Бразил. Реално луѓето кои македонците кои живеат во Бразил, македонците кои се туристи да речеме во Бразил и така натаму се многу помал дел. Ти повеќе како амбасадор си имал работа со компании кои увезуваат, извезуваат, па им направиле проблем таму, некој ги зафракнал. И се мојата работа е тоа, да. Да. Па сега,
зошто тоа да не биде официализирано и да не биде Министерството званично одговорно. Па ме е одговорно. Па сега, одговорно. знаеш како? Не е толку одговорно колку ти си имал лично си сакал Ма на тоа ќе се да сведе. бидеш сервис. На тоа ќе се сведе. На тоа ќе се сведе. Значи ова е, како да ти кажам. Значи не треба да се фиксиране на тоа. Значи треба да се фиксиране на тоа што го ставиле друго програмата да го реализира. Дали ќе биде управата ваква или таква, помалку битно. Ја така мислам. За мене ова е интересна работа и една од подобрите работи кои ги понудија според мене. Значи, за мене, значи немам потреба да се троши голема политичка енергија во тоа. Ако им помине, им поминало, ако не им поминало, одиме понатаму. На тоа мислам сега. Мислам дека ме разбереш што зборам. И второ, ништо не менува. И тој аргумент на Мицкоски држи вода дека нашиот систем е претерано оваа организација која ние ја имаме е претерано стара веќе, знаеш. Од кога не е сменет. И не може бе ние да немаме за дигитализација министерство, цела Европа има министерство за дигитализација. Дигитализацијата е една од најважните теми во Европа. И како немаме ШУЕО за информатичко општество? Самиот назив информатичко општество е глупост. Ама не, значи ние бевме пред време кога го направивме, тогаш немаше така. Не, тогаш беше така. Сега стана дигитализација, па сега глупо. Тоа е. Значи го имаме. Не е дека го немаме. И тоа сме биле пионери. Сега, дали тоа функционира како што треба? Е прашање кое. Да е друго прашање. Затоа ти викам. Значи ова ворете ова, ама не треба да се фиксираат на тоа. Не знам дали сме јасни што сакам да кажам. Фиксирај се на програма, имаш цело таму, дај таа реализирај. Ке реализираат. И ја мислам ке реализираат. Ке реализираат. Честитки стигаат кон Гордана Селјановска Давкова, Зеленски, Макрон на македонски јазик. Се отвара нова страница кај нашите македонски пријатели. Да, таму одговори на француски. Ја поздравувам храбрата посветеност на Стево Пендаровски и на Гордана Селјановска Давкова и ги упатувам моите срдечни честитки за изборот за председател. Франција останува на страната на Северна Македонија за да ја придружува во реформите и незината европска иднина. Ми се допаѓа што да, мора, и Емануел Макрон го користи терминот Северна Македонија, но прави нешто што согласно законите не мора, а тоа е вели нашите македонски пријатели. Тој членува македонски. Па тоа е, нели? Го користи максимумот од Преспанскиот договор за да не испочитува. Тоа мене ми е драго. Сега да бидам искрен. Он не мораше да каже македонски пријатели. Сега, прашањето е зошто ние кога Макрон смее да користи македонски пријатели и никој не може да му зуцне, зошто ние не можеме да имаме македонска телевизија? Туку национална телевизија. Зошто нас може да ни зуцнат. Знаеш, па тоа е ситуацијата. Значи, не може да му зуцнат. Тоа е Макрон. Еве, и Макрон ни црта што смееме да направиме, никој нема да ни забележи во светот. Извини, Макрон кажа, нели, како беше? Ако некој не забележи, ја не знам дали е така или не. Стигна честитка од Зеленски, од буквално сите балкански лидери стигна, така е? Да. Па горе-долу. Од Еди Рама не стигна. Па премиере. Да, од председателот. Ама од Бега стигна, да. Да, од председателите. Па не само интересна работа дека скоро целиот политички врв во Албанија и честиташе на професорката. Од Албанија и од Косово. И она им одговори на сите. Трилингвално. Од Србија? Од Србија Вучич нормално. Од Хрватска, Словенија. Хрватска Пленковиќ се честиташе, Милановиќ уште го нема. Председателката, како се викаше, Седлец беше на Словенија, да? Да. Исто меѓу првите. Јанша меѓу првите. Јанша од опозицијата, многу интересно. На Црна Гора. Милатовиќ од Црна Гора честиташе. Милорад Додик честиташе. Па се жалеа дека не му одговорила, му одговори на Милорад Додик. Да, и таму трилингвално гледаш онака. Денеска видов дека и председателот на Унгарија и Орбан, и двајцата значи честитаат. Латвија, интересна работа, значи од таму една од првите честитки вон. И најголем од сите, мислам, највисоко позициониран е Емануел
Макрон, да. честитките ќе доаѓаат, Во мислам. име на Соединетите американски држави до сега честиташе амбасадорката Агилер, која што е личен пратеник на председателот Бајден, и Обрајен од Стейт департментот. Списокот ќе се зголеми до Не, недела. ја мислам дека веќе денеска ќе има уште И мислам дека списокот ќе се зголеми до недела И пардон, од амбасадите да не ја заборавиме британската амбасада, шведската амбасада, значи секој оној, као, знам дека ти не мислиш дека ти се за да имаме расправа правиш тука скаламуци, но амбасадата, види, амбасадорот е личен пратеник на шефот на државата, значен човек. Значи фактот дека шведската амбасадорка, дека американската амбасадорка, дека британскиот амбасадор и честитали на професорката не е мала работа. Тоа значи дека шефот на државата ти честитал, знаеш. Ќе ургирам ја директно кралот да упати во недела честитка, ќе видам сега колку ќе можам Ај да види, успеам. молим те, да. ќе Чарлс? зборам, да. Абе не е со здравјето, иначе може зафатени се сега и Кейт ја надвие со тоа и него. Зборевме, ја вика, не знам дали ќе имам време, јас сакам тие работи вели лично да ги пишувам, но ќе видиме се, ќе пружаме. Се, она што е интересно и што го одразува незиниот профил е што многу од неочекувано, нели? Од цивилното општество од светов, многу од светов, од регионов пред се и од Европа, многу честитки стигнаа до нејза, но претпоставам дека тебе не ти е чудното, имајќи предвид за кој профил станува збор. Златев вчера дојде од Кавадарци и почна да зборува скопски, каже трети пут, најверојатно ќе продолжи со руките и ногите, да срам да ми е. Не е дека јас сега нешто глумам скопнец, имам некоја таква, како да ви кажем, така ми е мозокот сетиран, ја у Хрватска кога одам зборувам јекавица. Некако на слух сум ориентиран и тоа што го слушам околу себе го копирам кога зборувам. Ивица знае и англискиот акцент каков ми е. Нема. Во околината во која сум се прилагодувам. Да, проблеми, не треба да зборуваме во медиумите на скопски. Тоа е стварно голем проблем. А за ора си почна да зборуваш? Не, за ореви ги викам. Добро. Знаеш, значи ништо, уште не си до крај. Ореви, да, не сум до толку скопски, али руките, ногите, чат па знае пољска да ми се испушти на место полска. Се извинувам на вистина, значи не е ниту намерно, ниту е некаков комплекс. Едноставно така сум сетиран, на слух функционирам. Ја од кога дојдов, кога се пресели во Скопје, првата недела почнав да зборам скопски, не. И не го правам тоа намерно, да бидам вака, да бидам искрен кон вас и ви се извинувам за тоа што знам понекогаш да претерам, се трудам да зборувам литературно, но што е тука е. Те бива, не, ајде, сега... Меѓутоа, ајде се вратиме на темава. Значи... Нема честитка од Русија се уште за Силјановска. Нема. Ни од Кина. Може на друга мрежа се, Ни од... Провери бе на тоа во контакте да не има нешто. И како се викаш она најголемата мрежа во светот, како се викаше таа кинеската? Најголемата. WeChat. Така нешто. Тоа име све WeChat, и плаќаат и живеат на WeChat кинезите. Треба да провериме и таму, може од нив има честитка, но во овој момент професорката се покажува вака како прилично западен политичар. А тебе ти беше чудното? Не. Значи, како незападен политичар ја третира Гордана Силјановска-Давкова само луѓе кои не мрднале од табановци. Вака да бидам вака искрен. Не, може да биле уврање на ручек некојаш. Не верувам. Значи, тие ја третира како незападен кандидат Гордана Силјановска-Давкова, сите други знаат кое е нејзиното портфолио. Тоа портфолио македонски. И за англицизми ме критикуваат, па еден пријател кој ме критикуваше, му го прашав зашо не користи сметало, туку вели компјутер. А реално сметало е. Компјутер на македонски да го преведиш е сметало. Не, па имаме и како сметач би дошло, така? Сметач, да, сметач. Пошто компјутинг е сметач, да. И може да се користи во звучи.
Ама зашто не од домаќината кога го потребиш ќе те гледаат сметало е. лево, да. Сметало. Сметало, да. Сметало. Сметало е нешто друго, да. Сметало, асоцира на лево сметало. Да, битно е да се разбереме, не е толку оваа битно. тема некако ај у понеделник ќе ја фатиме. Оваа тема не ми се допаѓа. Ако постојат кругови во Македонија, и еве се ако две парламентарни партии излегуваат со ставови кои што не се во ред. Едната е ДУИ, која што вика ја по секоја цена морам да сум во власта. А втората е Левица, која што вика не треба да влада со албанци. Ова не е добар наратив и мислам дека барем познавајќи мене и тебе дека со оваа работа треба да ја фатиме и во понеделник. Века. И тоа здраво да ја фатиме. Ајде, Не има бива еден, вака. еден наш редовен слушател коментар да го прочитаме, вели: сега за да мрднеме од место и да не испаднат лицемерни пред своите граѓани, владата на ВМРО ќе бараат барем некоја усмена, но јавна гаранција од Брисел дека бугарите нема да имаат нови барања за да тргне процесот на влез на бугарите во уставот. Не верувам дека со усна гаранција ќе се заврши работата. Мислам дека гаранција не, да. мислам дека усна гаранција нема никој да прифати, затоа што ние сме добили усни гаранции за се и се што до сега, туку дека треба ЕУ така една резолуција на писмено Тоа усна гаранција, епски песни со Да. гусли и така натаму такви не бива глупости таму. само Заев може да поверува на тоа, не. Европската Да, не, унија и тој не поверува. Види, ај сега да бидем искрени, и тука ми се чини дека Значи, Европската унија треба сега да даде цврсти писмени гаранции, резолуции и да ја промени преговарачката рамка за нашата земја. Тоа е. тоа е, да. Идејата и мислам дека ВМРО ДПМН нема туку така да отстапи, затоа што прво затоа што дали Радев е поканет за во недела на церемонијата, поема немам. Ивица, знаеш нешто околу оваа работа? Вака, мислам дека затоа што како се во Македонија у 5 до 12 се прави транзиција председателска, нема време се, немаш председателски агенди се прават со месеци напред. За ваква работа не дека не би дошле, ама не би дошле денес за утре. Да имаше простор 2-3 недели. Да бе, као Па во да Америка, речеш. они имаат 2 месеци по избори, 3. Да, меѓутоа познавајќи професорката еве да речеме иде Охридско лето. Тоа е отприлика некаде средина на јули. Може би ги покани колегите од регионот на отварањето. Тоа е убава работа, еве Охрид да се види да се промовира. Сигурно ќе има нека убава представа, некоја убав Да, се некој Радев отварање, дали така. Еве нека дојде Раде во Охрид, таман не знам дали го видел Раде во Охрид, таман да го види, да види дека тоа не е бугарски град. да види дека да. Да. Значи, нема вез и да е поканет не е некој проблем, барем според мене. Исто како што за мене не е проблем бугарите во уставот да влезат, но не може историјата да стане политичко прашање за преговори, идентитетот и јазикот. Тоа е црвената линија и мислам дека таа не е само моја црвена линија, таа е црвена линија за мнозинството кое победи на избори во Македонија. И мислам дека не може тоа да биде туку така изневерено мнозинство. И мислам дека сите оние кои веруваат во инстант решение дека сега туку така тоа ВМРО ќе препакува и ќе ги стави бугарите во устав, мислам дека наскоро ќе бидат разочарани од тоа. Помина времето на инстант решенија. Инстант решенијата на крајот завршија со 15 пратеници за СДСМ и 3 за коалиционите партнери на СДСМ. Тоа е инстант решенијата, тоа е резултатот кој го носат. Потребна е посветена државна политика, надворешна политика, посветено е потребен е цврст став кон националните прашања и потребно е разумен однос и пријателство со сите соседи, меѓу кои и Бугарија. Проблемот со Бугарија е дека ние недоволно се познаваме. Јас често гледам бугарски медиуми и не можам да верувам дека таму има медиуми кои тврдат дека во Македонија имало 100.000 луѓе кои себе си се идентификувале како бугари. Стварно, значи, Тоа говори, што им треба тоа? Тоа говори дека тие не познаваат. Она што највеќе ми смета таму е говорот на омраза. Значи, извини ви се, сега ќе... Ама не говорот на омраза. И овде кај на сега за волја на вистината има говор на омраза. Говор на омраза има... Не. Не во јавниот, никаде во јавноста. Значи, не, извини, не во каде, во која емисија телевизиска го имаш тоа? Има. Каде? Добро, да не навлеземе во материјална расправа. Тоа што некој во Твитер пишувал, некој на Фејсбук пишувал, некој да не навлегуваме во материјална расправа. Според мене главниот проблем е што двете општества
недоволно добро се познаваат помеѓу себе и двете општества кои се многу слични, кои многу наликуваат едно на друго, недоволно си имаат посветено на градење на мостови кои значат, нели, една меѓусебна соработка. Меѓусебна соработка која на крајот ќе доведе абсурдно да биде да дебатираме чиф е Гоце Делчев. Ето, тоа е лудо, се согласувам. Тоа ќе го дојде. Тоа се за мене лично, како човек кој ги познава бугарите, како човек кој го познава бугарското општество, за мене е абсурдно јас сега да полемизирам за такви работи. Ние имаме многу поважни полемики меѓу себе и треба тоа да се смени. Само секунда. Ме прашува еден пријател каде да коментирам во живо на вашата емисија. Нема на Радио Лидер, не може за коментар да се пише на радио, на Лидер само на кирилица, на Facebook, на нашето радио имаме лайвстрим, можете таму да коментирате, што не можам да вратам во моментов. Го кажувам ова преку етерот. Суштината е дека со Бугарија работиве може да излеземе сите како победници од оваа работа. Дај Боже, чулте Господ. И се што треба е тоа внимателно да се анализира и да нема омраза ниту од едната, ниту од другата страна. Имаш прашање да мој пријател вика, затоа што ти си бил во техничко средно школо. Како ти се викаше предметот? Затоа што беше информатика и сметачка техника во наше време. Не, јас немав тоа. Немаш Моје тоа? време јас сум електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Значи, немавме сметачка техника, имавме само информатика. Само информатика се викаше. Да? Да, не беше сметачка техника. Само информатика беше преграв и имавме програмиравме. Почнувавме од сега веќе, тоа е дамнешно минат до еден софтвер кој се вика, еден јазик кој се вика Pascal, па после C, C++. Мислам дека и тие се веќе дел од историјата, но Не се, чекај, што знам, чекај. C++ мислам дека уште поема нема. мислам дека се дел од историјата како јазици. Сега многу погоре е почетокот, со многу поедноставни работи се почнува, но ние почнувавме во Pascal, на пример, правевме Digitron, Pascal да направи. Тоа беше интересен предмет кој го сакавме, имавме автоматика, имавме електротехнички материјали, имавме електротехника која беше многу слична со тоа што се полага на електрофакултет во прва година како предмет. Од техничка школа тој што учел на електрофакултет, електротехника вака ќе го положи. И имавме сега да не ги именувам бајаги предмети кои беа стручни, беа интересни и не подготвија за животот. Имавме еден предмет кој се викаше бизнис, што во гимназија во тоа време не се учеше. Сега не знам дали се учи бизнис во гимназија. Сега предприемништво се вика, мислам. Да, ние имавме 3 години учевме бизнис. И кога ќе доеш после да студираш економија, кога ќе доеш да правиш пастол анализа или цвотови чуда врагови, кога ти веќе си го поминал тоа. И јас кога студирав изучував Fortran 4, ја поема нем што е Fortran 4, но станува збор за постар колега, така што тоа е веројатно нешто пред Паскал. Да. Не, види, сите програмски езици мислиш дека се тука само имаат некои, како се вика, и тие напредуваат, нели? Да. Во животот најважно е човек да биде сестран, да знае многу работи. Например, техничките познавања. Значи дека ова радио е направено и има вака добар звук со минимална инвестиција. Тоа е поради моите технички познавања и занает. Не е поради... Па некој ќе рече што овие толку пари вртат на Твитер, полемизираат. Во 1970-та изучувал информатика нашиот слушател. Ние стварно имаме интелигентни слушатели. Не, имаше, види. Имаше и тогаш... Види, па, меѓу првите системи што се правеа во македонските фирми, се правеа во Железара, во Алкалит. Знаеш, на секоја компанија, дури и во комунизмот, им треба податоци обработка. Што е најинтересно, знаеш дека нас, не знам дали вас ме носеа, оние картиците, нели? Картици се користеа за складирање на податоци. Флопиња. Флопи. Пред флопи е ова. Имаше продупчени картици, па се ставало... Ти денес на новите генерации да им кажеш како да им објасниш што е флопи. Видеокасета. Значи,
Walkman, видеокасета, знаеш. Ја, например, види, iPod изумре. ја отпосле, тоа е некоја, како да кажам, со плочи, ја почнав пред 3 години да се бавам, 4 кога почнав да купувам плочи, грамофон, така интересно нешто. Тоа е веќе една, како да кажам, хоби. Ама видеокасета и дека можеш да преснимуваш на видеокасетата на една. Имаш ништо. Имаш ситуација каде што на видеокасетата е зацртан филм и на неа некој преснимал порнич, па после имаш проблем. Штом стигнавме на трета минута од Том и Джери се дешава акција. И обично, например, со видеокасетите и германската порнографија некако стагнираш додека беа пред појавата на интернетот, германците беа најдобри во Штом дојдовме до порничи. Да, и до ВХС, ќе дојдеме и до двојник и мислам дека ова е крајно време да се затвори емисија. Двојник да им објасниш на луѓе што е сериозен проблем. Да, сериозен. Многу сериозен проблем. Или да им покажеш дека кога идевме на одмор у Грција, претходно чекавме по 3 дена пред грчка амбасада виза на дадат. Па после чекавме пред граница. Тоа е исто така. Леле, кој редици имаше пред амбасада, ја бев дете, сеќавам. Тоа беше едно од да не се повтори. И после, почитувани слушатели, во Македонија дојде да биде вице-премиер за европски прашања еден човек кој се вика Ивица Боцевски. Остај се, историја. Припреми државата да гукина без не бев ја, само целиот систем беше тука. Визниот режим. И сега поради тоа вие со пасосчето од джепот си се шетате, например, за разлика од Косово, имате безвизен режим за цела Европска унија. Сега ќе ни вратат нешто онлайн формулари ќе треба да правиме. Не, уште не сака да го видат токму ради тоа, затоа што да направат белја. Ама пробуваат нешто, носат го, одлагаат секоја година, но во секој случај онлайн нешто ќе потпуните тамо, известување дека ќе одите. Значи тука затвараме емисијата, ви ветуваме дека ова прашање во понеделник ќе разгледуваме пак ако продолжи тој наративот. И да се надеваме дека побрзо ќе се направи влада, затоа што ќе ти е новинарство ако не можеш да ја критикуваш владата. А ние сега во моментот сме така развластени како држава. Развластени сме и да. И нема кого да критикуваме. Не е дојдена владата на ВМРО ДПМН се уште и нивните идни коалициони партнери. Овие што ќе ги критикуваш народот, што ќе критикуваме Славјанка едва и влезе во собрание, Бојан Маричич Кутриот не влезе во собрание, сега уште ние му фалиме да го критикуваме. Да. Од Сабајле, мислам, реално ние сме пристојни луѓе. Не креваме пушка на мртов германец. Тоа е неба. Како да ти кажам? Комановци нож вадив на мртов германец, така што добро. Да. Така што се тоа е сме малце да ни бидат и досадни, но еве вака ќе дискутираме со наративите и ќе се обидуваме допред да се направи влада да бидеме прилично внимателни во наративите и да не дозволиме во Македонија некои пропаганди вакви глупави дека некој ќе прави влада без македонци, без албанци, без овој зона, тоа да се сузбие и нормално очекуваме да се направи таа влада конечно, на која ние ќе бидеме критички, ќе ги обсервираме нејзините, како се вика, нејзиното работење, ќе ги фалиме таму каде што треба да се пофалат, но и ќе ги кудиме таму каде што треба да се кудат. Да се кудат. Така има. Некои велат 100 дена се давало на владата за да видиме што ќе прави. Тоа пред да има дигитализација, знаеш сега. Тоа дур да разбереме. Да. Сега многу побрзо може да се видат работите. Но пак имаме од другата недела више ќе почнат кадровски. Во Чарлстон во Јужна Каролина во септември била прославата дека Америка прогласила независност. И сега сите се смеат што им било на во септември да слават. Па бродот тогаш дошол. Ова било во јули во Филаделфија, дури да стигне веста 2 месеца. Да, тоа биле други времиња. Затоа се 100 дена, додека да стигне дека влада се направила 100 дена поминала. Слично и ние на јајце кога се формиравме.
Добро, кај нас не можеш да се патува. Слично беше исто. Има ли радио сега? Не можеш да се патува преку радио. Наши ве потврдиле. Остай сега. Не е така. Влагаме. Да. Ту смо, ајде ќе видиме како што, но може да полемизираме сега кои ќе бидат кадровски решенија, ќе се обидеме сега да не избрифираат, иако малку тешко оди таа работа, малку се крие некако. Прво ќе почнат пробни балони едно друго. Пробни по овој ќе биде оној, ќе биде па вака, ќе биде така. А први се кучичи у воду бацају, викаат србите. Па не мора да значи сега. Абе и значи. Например, не мора да значи. Ќе видиме. Ај сега не сакам да кажам колку пати од СДСМ и од ВМРО некои беа министри у првите кругови, па никогаш не стана. Политичките гробишта се полни со министри кои што беа во првите текстови после изборите определени како такви. Така што тоа е тоа. Ако не друго, барем шнајдерите се наполнија со пари. Така е. Сега да бидеме вака доследни, а и ќе се наполнат со И така треба. Со пари. Идната влада има 2500 функционери. Во просек 6 до 7 модела, тоа се негде околу 15-20 одела ќе треба да се сошијат во наредниот период. Нормално нешто ќе се купи и готово, тие што се по фит им одговараат оние што се продаваат нели по бројка, но има такви кои ќе шијат. Текстилната индустрија во секој случај после избори има поголем придонес во бруто домашниот производ на земјата. И чевларската индустрија. Исто така, тука се исто сега стилисти. А и хигиената се. Да. Особено или кај женската популација, и тие се важни. Па и машката. За хигиената зборам, се мора да се избањаат за собрание. Има тука сериозна индустрија која во политиката во праша, има пресадување на коса, овие ботокси, филери се убацуваат, има се и такви примери, нели? Малце да се разубават, да се средат, сепак ќе бидат функционери, обелување заби. Не баре некој ќе ги зима за жена или за маж. Тоа што се функционери не значи дека немој така. Треба да бидете модни икони. Ај ке зборуваме и за тоа. Има една представа се вика нели господја министерка, знаеш? Да. Потаму им инспирацијата им се постојано им се чудам на тие луѓе сега кои ќе фатат. Стварно им се чудам, знаеш. Функционери сте, не сте модни икони. Али што е читаме кој како ослабел, што користел, кај бил на одмор. Но затоа мојот колега Ивица Боцевски си ослаби далеко пред изборите, он си го си фати со време хлабење. И ги одбив сите разговори на таа тема. Да. Затоа што не е тема. Си ослабе човекот на време, да не рече некој еве го сега почна да слабее за функција, со време си ослабе. Си внимава на здравието, крвната слика му е супер. Коса неке да пресадува, не искомплексира, иако ја го убедувам. Не за друго, за да го зафркавам после, ама неке. Дори почна да убедува се фарбам, а нема зашто. Да. Ја не се фарбам, таква ми е природно многу црна коса, ама веќе по некое бело влакно ми се појавува. А ја да функционер, освен директор на Телеком, друго не прифаќам. А тоа нема никој да ми го дае така. Тоа е тоа. Ќе си останам таму каде што сум. Останете, почитувани слушатели, со 98,1. Уживајте, доаѓа еве ново време, нова ера, да видиме што ќе донесе. Ако не донесе ништо, тогаш па некоја нова ера ќе чекаме, може таа ќе донесе и така некојаш во историјата нешто и ќе дочекаме.